И време е за вонредно вклучување. Марија Куцава ни е на лице место. Ни кажа Ване во оброкот на денот дека имало неверојатна гужва и утрово кај железниот мост што ги спојува нели изгейт или тој дел со аеродром, односно кон железничката станица кога патувате. Затворен е се уште сообраќајот, било неверојатна гужва и заради тоа еве и повторно на лице место Марија и Наум се таму или некаде блиску да ни соопштат каква е сликата во главниот град. Да, каде утринава е затворен сообраќајот на мостот кој што води од Истгейт кон железничката станица, поради тоа што вчера вечер во 23 часот и 57 минути избувна пожар токму овде каде што се наоѓаме на лице место, при што пожарот траел се до 4 часот утринава, кога и бил изгаснат. Имено како што напоменав, таму во 23 часот и 57 минути е избувнат пожарот кој што всушност пожар каде што биле опожарени електрична инсталација и топловодна инсталација, при што е оштетен мостот Беласица, како што може да се види и дел од објективот на мојот колега. Може да се види дека има потемна боја од самиот пожар, а исто така може да се почувствува и самиот мирис на изгорено од пожарот кој што избувнал вчера вечер. Во гаснење на пожарот учествувале 21 пожарникар со користејќи 8 ПП апарати со и гаснејќи површина од 2000 метри квадратни. Овде се наоѓаме на лице место каде што е затворен сообраќајот. Како што напоменав, имаше неколку граѓани кои што поминаа токму одовде. Ги прашавме дали можеби биле сведоци на пожарот кој што избувнал вчера вечер, но сите оние кои што можев да ги прашам со оглед на тоа дека малкумина поминува од тука, потврдија дека не биле сведоци за пожарот и дека немаат никакви информации, односно не знаат ништо за ситуацијата која што се случила вчера вечер. Како што напоменав, се наоѓаме на лице место каде што се случил пожарот, односно каде што е затворен сообраќајот, при што може да се забележат полициски службеници и исто така знаци на патот кои означуваат дека улицата не е продна, односно сообраќајот е затворен, а исто така може да се забележат и дел од медиумите кои што чекаат дополнителни информации. Од ЦУК за Тилма потврдија дека не знаат се уште до кога ќе биде овој дел од градот затворен за сообраќај, бидејќи се уште се врши увид и не се знае до кога точно би се вршел тој увид. Исто така овде на терен можам да напоменам дека е и директорот на ЦУК Стојанче Ангелов. За дополнителните информации за тоа кога ќе се заврши увидот би дознале некаде во следното информативно издание на Тилма телевизија, а за со оглед на тоа дека е затворен овде сообраќајот на оваа нова настаната ситуација, можам да напоменам за дел од улиците, односно поточно кажано кои улици се затворени. Сообраќајот во двете насоки е затворен кај мостот на новата железничка станица од крстосницата со улица Ѓуро Ѓуновиќ и улица Никола Карев до крстосницата меѓу Беласица и булевар Гоце Делчев. Овие се тие улици во овој дел од градот кои што се затворени за сообраќај. Како што напоменав, овде е затворен сообраќајот бидејќи се уште се врши увид за тоа како настанал пожарот вчера вечер во 23 часот и 57 минути. Ова се сите информации сега за сега, а кога ќе се заврши увидот, секако ќе имаме нови информации и би дознале во следното информативно издание на Тилма телевизија.